Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски синоќа се сретна со земјоделците од населените места Градец и Стибање во општината Виница. Целта на посетата беше запознавање на земјоделците со условите за легализација на нивните објекти, како и за легализација на земјоделската механизација. Доследни на она што го кажавме и доследни на она што го ветивме, денес сме тука во општина Виница во рамките на подобро информирање на земјоделците од овој крај во однос на неколку проекти кои се во тек во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Прво, тоа се измените на Законот за земјоделство, каде што сакаме да ги запознаеме жителите од ова место дека имат можност да се ги легализираат сите бесправно изградени објекти изградени на земјоделско земјиште. И мислам дека тоа е една новина која земјоделците брзо треба да ја искористат. Рокот за пријавување, како што нагласивме, е август 2013 година, крајниот рок. Многу едноставна е постапката и во соработка со локалната самоуправа очекуваме голем број на земјоделци да си го решат својот проблем. Дел од земјоделците имаат потреба да легализираат штали, дел од земјоделците имаат потреба да легализираат разни дополнителни објекти кои им служат за чување на земјоделска механизација. Во некои краишта има оранжери, во некои краишта има рибници. Во секој случај мислам дека ова шанса треба да се искористи со цел луѓето, земјоделците да се ги впишат објектите на имотен лист. Пред земјоделците во виничките села Градец и Стибање, Коњановски зборуваше за можноста за легализација на земјоделската механизација на тракторите и комбајните. Со измените на Законот за возила, каде што им се дозволува на некој начин да се легализира земјоделската механизација. Дел од земјоделците досега не можеа да ги регистрираат своите трактори затоа што нема соодветна документација, а сега преку овој закон на многу едноставен начин, на многу брз начин ќе можат да докажат дека земјоделската механизација, односно тракторите се нивна собственост. Тоа ќе можат да го направат преку местно надлежниот суд, а понатамо ќе можат да се ги регистрираат возилата. Досега има веќе добар интерес во изминативе месеци, околу 90 барања на земјоделци се пристигнати до местно надлежните судови, а тие препратени до нашето Министерство за земјоделство, значи веќе тргна акцијата и мислам дека ќе имаме добри резултати. Според градоначалникот на општина Виница Емил Дончев, земјоделците за овие прашања се почесто одговор бараат во општината. Токму затоа тој истакна. Ние како локална самоуправа, согласно нашите можности, постојано сме во контакт со земјоделците и им пружаме помош во однос на реконструкција на водоводната мрежа, во чистење на каналите за наводнување и така натаму. Овде сме со заменик министер изворно да чуеме за проблемите со кои се соочуваат земјоделците и еве веќе од наредната година ние како локална самоуправа предвидуваме консултативна и правна помош за земјоделците. Значи сите проблеми што ќе ги имаат можат слободно кај нас во локалната самоуправа да се обратат и ние сме овде за да им помогнеме во секој случај. И земјоделците живо заинтересирани за легализација на диво изградените објекти на земјоделско земјиште. Јас сум изградено стакленик на земјоделско земјиште. Земјиште се води на собственост на Керкав. Тај е се уште студент на земјоделскиот факултет. Во чие име сега на кој начин да доставам барање за легализација? Да го легализирам стакленикот. Легализацијата на дивоградбите на земјоделско земјиште ќе трае до месец август 2000